Ова утро и Ивана ја имаме на линк. Споменавме веќе дека Иванка Василевска, пратеничката, ќе зборува за денешната најважна тема, а тоа е 34 години независност на Македонија. Ивана, добро утро! Честит празник! Добро утро, Искра, до тебе поздрав и до сите гледачи и честит и вековит дани е овој празник, овој 8 септември. Со право ќе кажаме еден од најважните денови за Македонија и за Македонската република. Токму на овој ден е денот кога се исполни вековниот сон на многу генерации. На 8 септември 1991 година, токму од ова место каде што се наоѓаме ние, на плоштадот Македонија беше одржана и прославата каде што се докаже и покаже дека Македонија може да биде независна и суверена држава. На 8 септември 1991 година се одржа и референдумот каде што 95% од излезените граѓани со право на глас поддржа и сака да имаат независна и суверена држава. Каде е Македонија денеска 34 години подоцна и што значеше 8 септември 1991 година за Македонија и за македонскиот народ? Ова утро ќе разговарам со пратеничката во Собранието на Република Македонија и професорка Иванка Василевска. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Честит да ни е празникот за многу години. За многу години, нека ни е вечна Македонија, 34 години независна држава во овие околности. Со оваа територија, на ова географска точка од светот, мислам дека е навистина успех и треба македонскиот народ, но и сите македонски граѓани да бидат горди на она што сме го постигнале досега и нормално да се стремиме да бидеме подобри и да си обезбедиме поубава иднина за Македонија и нашите идни поколенија. Така, професорке, што значеше 8 септември, што значи овој 8 септември за Македонија, за македонската држава и за македонските граѓани? Ако земеме дека на Асном 944 година за време на вториот Илинден, македонскиот народ конечно извојува вековната борба за формирање на национална држава, тогаш 8 септември 1991 година е најважниот датум, бидејќи токму тогаш се заокружи комплетно целиот процес на формирање на истата. И оттаму е особено значаен и има повеќе смисла, од повеќе аспекти можеме да го гледаме. Првично, бидејќи со него се покажа зрелоста и борбата и желбата да се биде самостоен, исто еднакво како и сите останати развиени држави, да можеме да застанеме пред светот врз основа на принципот на самоопределување, врз основа на концептот на националната држава и да покажеме и докажеме дека македонците не се измислена категорија, дека се од векови тука и дека одлучиле и своеволно сакаат да градат својата национална држава. Сето тоа, заедно со сите прилики во кои што се развивавме, бидејќи навистина концептот на македонското прашање, велиме и до ден денес се отворен поради сите овие нерешени прашања кои што ги имаме повремено со нашите соседи, некогаш и групно умеа така во историски, со некој стар историски, да кажам, наратив, да не повторно засегнат или да стават под прашање нашето постоење, нашиот самостоен идентитет, нашето битисување во овој свет. И оттаму мислам дека обстојувањето, сите грешки, сите падови, сите препреки, сите предизвици кои што ги имавме овие изминати 34 години представуваат само доказ дека без оглед и на внатрешните и на надворешните предизвици, македонските граѓани се свесни колкаво е значењето на зачувувањето и одржувањето на македонското посебност, македонскиот идентитет и внатре пред себе, но и пред целиот свет. Да, многу предизвици поминати, многу предизвици со кои што се има соочено македонскиот народ, но и предизвици кои што ни следуваат понатаму. Како гледате вие, Иве, понатаму на македонската држава? Во моментов Македонија е изложена на непримерен напад од страна на, за жал, европска земја,
Доскоро бевме од уште еден сосед под напад, но сега директно имаме сериозен проблем во однос на нашиот евроинтегративен пат со нашиот источен сосед и тој предизвик е прашање на политичка зрелост на македонската политичка елита, но и прашање на самодоверба и на правење на еден план или концепт како би се зачувало она што го имаме создадено. Честопати го говорам во јавноста истото и мислам дека е навистина соодветно да повторам дека оваа земја не е подарена. Голем број од националните држави кои што се формираа на Балканот, како историчар на право сега можам да кажам, беа формирани од надвор со креирање на одредени билијардски маси од страна на големите европски сили. За разлика од тие примери, македонскиот народ ја создаде македонската држава со вековно страдање, создавање на концепти, борби и огромни човечки жртви. Тие човечки жртви се нашиот завет како генерации денеска да бидеме свесни дека не е на нас нешто да даваме или да отстапуваме, туку да го зачуваме тоа што сме го добиле како подарок и да го пренесеме на идните генерации со истата гордост и достоинство да продолжат истото да го прават. Само на тој начин и со мудра политика, со добра стратегија, пред се државите се поврзани со силни економии, значи план за силна економија, за развој, за алтернативни извори и така натаму може да не направат подцврсти и на тој начин да дозволиме квалитетот да може да исплива во сите општествени сегменти од каде што би се создала една вистинска синергија и мислам дека почнуваме полека, посебно последнава година, од кога се случија политичките промени во Македонија, да покажуваме николци на сето тоа, секако треба време и треба сите заеднички да работиме за да можеме да постигнеме истата цел. Инаку, навистина наративот кој што не влече назад во минатото или нерешените фрустрации на балканските земји, делителки на Македонија уште од отоманскиот организам, говори за тоа дека иако членки на Европска Унија, сепак и во рамките на Унијата има сериозни внатрешни проблеми кои што не може да се рефлектираат на колатерална штета на македонскиот народ и на македонската држава. И оттаму сметам дека ние треба да сме свесни, треба да сме едуцирани, да следиме што се случува, но и да действуваме во согласност со правилата со кои што нели ни дозволува принципијалното водење на политиките. Да, убав ден да се подсетиме на тоа, обично нели секогаш на овој 8 септември зборуваме за тоа како настана македонската независна и суверена држава. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и секако уште еднаш да ни е честити вековите овој 8 септември за секогаш нели независна Македонија. Ви благодарам многу на можноста, сакам на сите ваши гледачи, на сите македонски граѓани да им го честитам 8 септември и да порачам да имаме сплотеност, верба во себе и верба помеѓу себе и на тој начин да си ја зачуваме нашата татковина, бидејќи нема друго место освен Македонија за нас. Така, тоа е најважното, сплотеноста, единството и љубовта кон татковината. Ова е место така што токму пред 34 години многу граѓани се прославија нели заеднички за новата независна и суверена држава кога Македонија тука прогласи самостојност на плоштадот Македонија во 1991 година. Уште еднаш да ни е честити вековите 8 септември и секако вечна да е Македонија. Да, ти благодариме Ивана на овој разговор со Иванка, да.